Првиот човек на финансиска полиција, кој пред 3 години најави отворена војна со организираниот криминал и корупцијата, лани испорача истрага од оваа институција вредна 100 милиона евра, годинава таа зголемена дури и за 50 милиони. 150 милиони детектиран криминал само оваа година. Арафат Муареми, добар ден. Добро дојдовте во студиото. Многу актуелности околу организираниот криминал и корупцијата, би рекла тоа е секојдневие во нашето општество. Големи суми се вртат во овие скандали, но би почнале сега од таму што голем дел од овие истраги кои вие ги спроведовте и лани годинава не завршуваат како оформено обвинение во обвинителството, односно за истите се уште и натаму се води истрага. Почнувајќи од оние случаи на кои се сеќаваме 2 или 3 случаи со кои почнавте со ФЕНИ и со Агенцијата за филм, до денес исход нема. Во меѓувреме, вие лоцирате криминал, криминалот е спроведен во обвинителство, оттаму не стигнува до јавноста ништо. Ајде да почнеме од таму дека премиерот побара истрага и на истрага да се спроведе за обвинителите и судиите. Антикорупцијска пред 8 месеци од вас побара исто така помош. Зошто се уште нема намегдан ништо од оваа истрага? Дали работите на ова? Ние како Управа за финансиска полиција почнуваме да работиме и да истражуваме делот на имотната состојба на обвинители и суди. Тоа е и од страна на премиерот беше јавно кажано дека веќе ќе се бара отчетност и истрага на секој обвинител и судија кој што од почнувањето на нивната функција како обвинител и судија до денес. Факт е дека со Државната комисија за спречување корупција имаше еден допис пред 7 месеци, кај што заедно со нив беше дискутирано на кој начин да се спроведе таа проверка. Треба да има да ми се објасни и на граѓаните дека проверка и истрага се сосема различни работи. Проверките може да ги направат самостојна Државната комисија за спречување на корупција, меѓутоа кога ќе има некои основени сомненија дека е направено енормно зголемување на имот, тогаш се почува да се води и финансиска истрага во дел од институциите кои што се дел од правосудната полиција. Тука беше тоа недоразбирање дали треба тие проверки кои што се прават во финансиска полиција, дали треба да им се достави на Државната комисија за спречување на корупција или не. Затоа што ние како дел од правосудната полиција, исклучиво ако работиме согласно Законот за кривична постапка, а тоа те ограничува дека ние треба да му служиме на јавната обвинителство. Евидентно е дека има никаква спрега меѓу вашата институција и обвинителството. Вам ви оди во прилог, да речеме условно, да оваа истрага да спроведете побрзо или како што велите проверка. Досега проверките дали лоциравте некаков случај на обвинител или судија кој веќе евидентно може да се види дека се збогатил во овој меѓупериод? Ние сега работиме во тој дел. Бидејќи се работи за предистражна постапка, не можеме да кажеме како. Меѓутоа, дека почнеме да постапуваме. Се собират податоци од секоја институција кој што може да ни помогне и може да се утврди дека има зголемување и енормно зголемување од личните приходи кои што ги има по основ на тие по плата или на некои други хонорари. Разликата која што ако се утврдува разлика нека има поголем зголемување на имотна состојба или недвижен имот од тоа што ги има личните примања, тоа сигурно ќе се утврди и ќе се достави до надлежен јавен обвинител кој што заедно понатаму евентуално ќе се отвори истражна постапка за да се утврди лична одговорност на тие лица. Ке се обидам уште еднаш, дали има вмешаност на овие, да речеме, актуелни обвинители судии кои веќе секојдневно ги гледаме со случајот Рекет и сите случаи кои се актуализирани многу во минатава година? Имаме еден или двајца суди кои што им се проверува имотната состојба кај нас. Тоа е по пријава на Државната комисија за спречување на корупција, кој што понатаму може да се зголеми кон други суди или обвинители. Сега за сега тоа го можам да кажам. Вие доаѓате всушност од институцијата специјално јавно обвинителство. Во 2015 година работевте таму. На самиот почеток вашата поранешна шефица Катица Јанова, колку што имавме некои информации, не сакала да се заминете од таму, по барање на премиерот стапивте да раководите со институцијата финансиска полиција. Како вие го коментирате случајот Рекет
и воопшто целата вмешаност на вашата поранешна шефица Јанова? Вака, јас кога одлучив да се префрлам, односно да работам во една институција која што тогаш знаевме дека ќе биде независна и една институција која што за прв пат се основа од сите политички партии да работи за борбата против корупцијата во нашата земја, одлучив да работам, меѓутоа одлучив да работам исклучиво за еден обвинител кој што има доверба. Значи не можеш да работиш со сите обвинители таму и тоа се случи. Работев на тимот кај што имаше надлежност да ги открие злоупотребите и борбата против корупцијата. Може да ни откриете во кого ви имавте најмногу доверба? Јас работев за обвинителот Арта Најро, за Ленче и за Трајче. Така. Да, тие три обвинители кои што беа одредени за борбата против корупцијата, злоупотребите и финансиски импликации, односно и за даночно затојување. Тој дел ние го откривме и утврдивме одредени, откривме и процесирани се, каде што имаме и еден предмет кој што е веќе со правосилна пресуда е утврдена и лицето, значи веќе е во затвор, одговорното лице тогаш. И кога заврши тие 2 години од согласно законот за специјално јавно обвинителство да се отварат истраги или предистраги, тогаш јас реков мојата мисија тука заврши. И јас сакам да продолжам тоа што не може веќе да се отвори, а знаеме дека од прислушкуваните разговори имаше и други случаи кои што не можевме да ги стигнеме да ги отвориме, бидејќи беше ограничено периодот со закон да се отварат нови предистраги, и јас реков дека тука завршува мојата надлежност и продолжувам да се ги терам пак понатаму во борбата против корупцијата, меѓутоа во институција кај што може да се има надлежност, дали може вие да се се чувствувате изневена од Катица Јанова? Искрено јас не би го коментирал случајот рекет, меѓутоа знам дека граѓаните и целата држава има енормна доверба во таа институција. И таа институција требаше да биде институција која што ќе продолжи се за борбата против корупцијата во иднина. Меѓутоа жалам дека се случија такви настани со таа институција и верувам дека не се сите такви како што во јавноста се кажува. Има обвинители, има истражители кои што моментално се деморализирани од целиот овој немил настан, но тие обвинители, тие истражители можат каде да придонесат во борбата против корупцијата. Така, вие голем дел од предметите ги спроведовте исто до специјалното јавно обвинителство. Поради крахот на институцијата, предметите се одолговлекуваат. Што ќе биде со нив? Јас можам да ги спомнам и кои се тие предмети кои што доставувам поради нивна надлежност, односно со писмо се обратиле до сите институции, вклучувајќи мојата институција, кај што се наведени дека во врска со предметите кои што се отворени пред истражна постапка, ќе зборам за мојата институција, за проектот 2014 треба да се достават во нивна надлежност. Ние доставивме 2 случаи таму. Едната беше за филхармонија, другата беше предметот за водовод, изградбата на водовод, и третиот случај за банките. Ние ги доставивме тие случаи кај нив, меѓутоа бидејќи за ова нова настаната ситуација, ние ќе продолжиме да постапиме бидејќи не би сакале тие предмети да застарат. И ние како институција истите ќе се завршат кај нас и ќе се достават до надлежно јавно обвинителство. Дали ќе биде тоа обвинителство за гонење на организиран криминал или во основно, тоа ќе се утврди во самата постапка. Имаше ли кај вас индиции некакви за истрага пред случајот рекет да излезе во јавност? Стануваше збор за медиум, долго време се зборуваше, вие постапувате и по допрен глас, се зборуваше за големи суми на пари кои се вртат во таа телевизија, новинарите работеа за огромни суми, што не е случај во овие околности кај нас. Да. Имавте ли ви индиции зошто не постапивте пред? Кај нас, да излезе случајот. Кај нас се заврши една предистрага, тоа беше со невладината организација, каде што во тоа време се беа повикани лица кои беа мешани во директно или индиректно, беа повикани и бизнисмени кои што во нивниот исказ кај нас кажува дека тоа е нормална инвестиција, дека ние парите
кај сакаме ќе ги инвестираме, дека во тој момент сме процениле дека ова е добра инвестиција со некои како се вика тие пензионерски домови, да, и тој исказ, значи го кажаа кај нас. Меѓутоа јас жалам кога тогаш тие луѓе да го кажуваат дека на вистина тоа е некој вид, да кажеме сега што се кажува дека е некој вид уцена или рекет, да, тогаш ќе беше каде, тогаш ќе можеше да се спречи да не дојдеме до оваа ситуација кај што денеска. Зошто било во интерес тогаш во тој актуелен миг тие да лажат, тоа ќе видиме понатаму каде страгата. Добро, вие велите дека успевате да одолеете на политички притисоци и влијанија. Ако се погледнат кривичните пријави на што најчесто се однесуваат, и годинава на врвот се 38 кривични дела за даношно затојување. Дали од овие даношни затојувачи има некои кои се инволвирани, имаат политички интегритет, партиски? Генерално даночните затојувања кои што се прават од приватниот сектор. Јас на самиот почеток, како ви текнува кога ја добив функцијата директор на управата за финанска полиција, реков дека поголемото внимание и енергија ќе го фокусираме во злоупотребите и оштетување на буџетот од страна на поранешни или сегашни функционери. И тоа до сега го правиме. Значи, поголемиот дел од случаите се околу злоупотребите. Меѓутоа, и даночното затојување не го испоставуваме. Тука се утврдуваат правни субјекти кои што директно или индиректно пробат да избегнуваат плаќање на данок, и тоа, значи, согласно статистиката нели дадена, се кажува на избројки. Меѓутоа, тие пријави кои што се доставуваат до основното јавно обвинителство, имаме многу мал процент кој што не кажува дека веќе се отвара истражна постапка или некоја Зошто токму за овие кои се големиот дел од предмети, јас не викам дека не се постапува. Меѓутоа немаме некој фидбек, односно одговор до каде се тие случаи, односно дали се постапува. Зборуваме за даночните затојувачи. Па нели се овие случаи барем толку едноставни во истрагата, тие се констатираат и тоа се лоцира како проблем, толку е данокот затен. Тоа е евидентирано во Централен регистар, вие имате начин како тоа да го утврдите, зашто дури и овие случаи не завршуваат со некакви обвиненија. И се тираат толку долго во обвинителство. Каков начин вие имате ли механизам како да ги забрзате или да добиете поголема доверба од обвинителството? Сте разговарале или за ова со премиерот? Видете, значи, кога се работи за финансиски криминал, без разлика дали се тие злоупотреби на буџетски средства или па даночно затојување од страна на приватниот сектор, тука согласно законот за кривична постапка, обвинителите се обврзани да добијат и стручно мислење, односно од Бирото за судски вештачења, да утврдат дека навистина тоа ние што го кажуваме, дел од правосудната полиција, се утврдува и од Бирото. Тука тој простор кој што заглавува тие пријави е токму овде. Значи немаат одговор, односно слабо им е тоа одговорот од Бирото за судски вештачења и многу каснат при добивање на такви извештаи. Затоа што едното е ние да кажуваме, тоа треба да се утврди и од страна на Бирото за судски вештачења, нашиот народ. Тука се тие, мислам дека се тие кочници кои што ги кочат и обвинителите за да почнат после да продолжат со истата. Имаме актуелен случај од вчера. Актерка за шверцување кокаин. Прашање се 700 кг, како што се зборува, веројатно се тоа многу средства. Дали вие ќе се вклучите на некој начин во оваа истрага? Ако побара обвинителство да се води финансиска истрага за делот кај што дали имал финансиски интерес одредено лице да се бави со такво кривично дело, тоа зависи од нив. Ако се побара, ние ќе им излеземе пресети и ќе се направи финансиска истрага во делот. Од вчера до денес или претходната недела такво нешто не се случило? Не. Не побарал. Во ред. Добро, најчесто видовме случајот со фени, парите каде завршуваат? Во зимите на во кои банки, во кои земи завршуваат најчесто средствата стекнати на криминален начин во Македонија? Каде се изливаат? Поголемиот дел во готов, во кеш. Значи, не е прашање кај завршуваат, прашање е како доаѓаат. На кој начин се доаѓаат пак како легална инвестиција во Северна Македонија.
има еден дел од парите што доаѓаат од компании кои што се основани во земји и тоа во Европска унија кои што некако вид се даночни раеви, да кажеме Кипар, има дел од Унгарија и други европски земји. Сметките кои што се основани во тие европски земји се од фирми кои што се основани во некои, например, офшор држави, односно од Панама, од Белизе, од тие земји. Меѓутоа, фирмите се, иако се основани таму, сметките им се тука, во Европа. И на тој начин ги доставуваат, ги прелеваат парите тука кај нас, со, например, зголемување на основачки влог, нова инвестиција, заем и така понатаму. Меѓутоа, кога ние ќе бараме, например, потеклото на тие парични средства, до сега што беше случај, немаме одговор. Сега Каква е соработката со вашите колеги во регионот? Значи секоја фирма која што сака да инвестира, странска компанија која што сака да инвестира кај нас во Северна Македонија, тука сега со новите законски измени се обврзани да дават изјава кој е вистинскиот собственик на тие компании. Што ќе биде олеснителна околност во иднина да ги утврдиме дека кој седи позади тие фирми. Да се спречи начинот на фирми керки, на отварање фирми керки, офшор компании. Сепак, велите ги вадат во кеш. Имате ли начин ова да го следите? Каква е вашата соработка со колегите, со царините во регионот и во Европа? Тоа генерално се случува кај нас. Кај што викаме, и тоа беше добра една статистика и анализа од ваши колеги, кои што па и од Стопанска комора, мислам дека кај нас поголемиот дел на компании кои што се со еден или со ниту еден вработен се најголемите профитери. Така? Да, и најголемите што се вика фирми кои што имаат поголем обрт од тие што имаат над 50 вработени или 100 вработени. Токму тие фирми се тие проблематични кои што ги наоѓаат, односно се доставуваат понуди на пазар на големите фирми кои што сакаат да ги извлечат парите преку тие фирми. Каков е вашиот впечаток? Дали во минатото, пред вашето доаѓање да раководите со оваа институција, ние често во јавноста не слушавме за финансиски криминал. Сега вашето име често се врти, криминалот излегува секојдневно на површина. Дали сега има повеќе криминал или тогаш не бил обелоденет? Тоа е едното и другото. Факт е дека сега претходните, односно минатите години е актуализирано финансискиот криминал, тоа е факт. Дека ние како Управа за финансиска полиција сега веќе целата наша енергија го ставаме во водење на тие интегрирани финансиски истраги и тоа си го покажува резултатот. Можеме да кажеме дека со зголемување на буџетот, и финансирањето на некои неефикасни проекти од страна на државата, произлегуваат овие сега финансиски маловерзации, бидејќи големиот дел од тие проекти кои што во минатото сме сведоци дека се случувале тука кај нас, поголемиот дел од тие парични средства се биле наменети за провизии, за да се извлечат од буџетот на легален начин, да кажеме во наводници. И тие парични средства сега ни се стварат проблеми како сива економија. Тие пари не само кај нас, па за нас како институции, меѓутоа и за нив, затоа што едно е да ги извлечеш парите од буџетот, друго е да ги легализираш после. Пак да ги ставиш во оптек, како инвестиција, нова инвестиција, да кажеме. И тука таа е борбата помеѓу институциите кои што се надлежни да докажат финансиски криминал и тие, бидејќи на нив не им е лесно да ги легализират парите. И тие да најдат законски правен модул за да ги легализират парите. Меѓутоа, ние секогаш сме кажали дека ќе се бориме против таа појава, заедно со обвинителство да ги докажеме и да се сите тие кои што прават таков криминал да излезат пред правда, односно пред лицето на правдата, односно пред суд. Дали сте задоволни со соработката со Централниот регистар? Добивате ли доволно информација од таму? Ние утврдивме една појава, кај што согласно законските регулативи донесени пред некоја година, секој правен субјект кој што не е активен претходните 3 години, односно Централниот регистар е обврзан да ги избрише. Тоа ние го детектиравме како законска дупка, односно
фирмите кои да можат да направат малверзации или да избегнат данок. На кој начин? Може да се утврди дека последните 2 години имаме над 30.000 фирми кои што не се активни и тие се избришани, односно автоматски се избришат од Централен регистар. Тука ние направивме еден состанок со Централен регистар и го кажувавме овие проблематики и случивме еден меморандум да секоја недела да пријават во Управата за финанска полиција сите неактивни фирми, односно фирмите кои што се бришат. За понатаму ние да ги провериме дали тие фирми постојат, односно даночни импликации, односно избегнување на даночните давачки спрема државата. И на вистина, според тие проверки, утврдивме дека многу големи фирми избегнуваат данокот на овој начин. На кој е тој начин? Начинот на продавање во кеш, на црно, народски кажано, а делот прикажување на залига кон крајот на секоја година го прикажуваат во самото завршна сметка пред Централен регистар, не работат 2 години, после понатаму и се брише фирмата. Не може да се најде. Тука, значи, ние ги утврдивме овие проблематики и веќе почнеме да постапуваме и да поднесуваме кривични пријави за секоја фирма поединечно до јавно обвинителство. Може да ни откриете некоја поголема фирма, верувам дека со тоа што досега го имате на увид. Велите 30.000 фирми. Колку се на вистина оние фирми, големите фирми, кои успеваат да ги отворат овие помали фирми, кои им служат за затајување данок и за најразлични криминални дејства и провлекување низ законот? Колку се фирмите во Македонија кои на вистина доминираат и можат да го прават ова и го правеле назад со години? Колку се такви? Јас можам да ги кажам дејностите, од која дејност се тие фирми, односно. Да, од градежниството, од бизниси со нафтата и другите фирми кои што на вистина имат голем профит и не знаат на кој начин да ги извлечат парите и да избегнат данокот, да го платат. Бизнисот со нафтата. Арафат Буарими, дали имате надеж дека оваа ситуација може да се подобри? Сегош постои. Битно е да се има воља. Сега сме повторно пред избори, ќе настане политичка некоја политичка преструктурирање или како и да е веќе. Што да се очекува во ова апсолутно нарушена доверба во институциите на системот, во обвинителството, во судството? Имено идејата на оваа власт беше повторно да ја врати довербата во институциите. Со рушењето случајот Рекет, на интегритетот на КТЦ Јанева, се пага во вода. Како да сме не од почеток, туку многу наназад. Што треба да се случи за да може оваа атмосфера да се смени? Треба да има, јас мислам дека многу е битна соработката помеѓу институциите во борбата против ова појава. Односно, правосудните органи мора да соработуваат многу тесно. Ќе би го коментирал една дефиниција од Републичкиот јавен обвинител, кој што во еден настан кажа дека без соработка од сите органи кои што се надлежни да гонат криминал, нема да има правда. И тоа, јас би апелирал, значи, до сите институции да работат заедно, довербата е многу битна помеѓу институциите, за да не дојдеме до вакви немили настани кои што ни се случија во минатото. Дали сте вие лично деморализиран и дали може би, доколку еден од оние случаи како што видиме вашите кривични пријави издадени пред 3 години во кои навистина беше детектиран евидентен криминал, би завршил со некаква пресуда и обвинение, дали тогаш може би ви се вратила довербата? Јас лично никој не може да ме деморализира. Јас ќе продолжам да се борам против оваа појава и до крајот на мојот мандат ќе пробам да извадам што можни такви случаи. Меѓутоа, постои една појава кај што може негативно да влијае кај моите вработени инспектори кога ќе стигне некоја решение за отфрлање на пријава, без при тоа да се јавува да се стапи во контакт од страна на обвинителство до инспекторот кој го работи случајот, да седна заедно и да видат, чекај, дали ова е во ред или можеби инспекторот не е толку стручен во правниот дел на работите, поише е стручен кон откривање финансиски криминал, да седнат заедно и да ги утврдат аномалиите кон тој предмет,
па да се коригира, па доколку има потреба да се обезбеди уште некој дополнителен доказ, да се обезбеди и така понатаму, заедно да го завршат случај. А не така директно да биде отфрлено, без контакти меѓу двете институции. Вие вработивте нови инспектори како појачување на институцијата, 27 инспектори. Дали се ова млади луѓе кои вие ги обучувате да работат? Кога зборувавме неодамна пред вработувањето, велите може би тоа е подобар начин, тоа се професионалци што туку излезени и немале време да се контаминираат, еве така да кажам слободно. Може би така на тој начин ќе треба исуството и обвинителството да се реши. Колку сте задоволни од нивната работа до овој момент? И еве, бидејќи веќе засилено работите, дали дочекуваме апсења до нова година? Значи, избраниот кадар од наша страна на новите инспектори, да кажеме на тој начин, јас сум задоволен од изборот. Меѓутоа, рано е да се каже дека дали на вистина ќе неговите резултати, нивните резултати ќе се покажат за наредните 6 месеци или година дена. Оние, иако некој дел од нив доаѓа со искуство, меѓутоа тоа полицискиот, ние го кажуваме полицискиот њу, ќе им треба уште малце време да го добијат, одnosno да го стекнат. Јас исто така можам да кажам дека дел од тие со искуство веќе одмah почна да постапат и некои од нив веќе утврдуваат и некои неправилности на пример во јавните набавки, во даноците и така понатаму. Меѓутоа уште е рано да се каже дека ќе го добиеме тоа во наредните 6 месеци. Ке има ли апсења до нова година? Јас очекувам малце да се растерети обвинителството, факт е дека имате и оние голем обем на работа и очекувам дека ќе се завршат некои постапки кај нив, па да не излезат и на нас на пресред со нашите случаи, еве да кажеме малце да го задоволиме правдата, односно и граѓаните тоа што го чекат. Арафат Муарими, ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека обвинителство ќе се почувствува повикано, па можеби на следен пат да ве очекуваме никаква дебата. Благодарам.